Почитувани граѓани, после 11 декември ќе создадеме услови за професионална, трудолюбива и услужлива администрација. Вработените во државните институции ќе бидат мотивирани да ги извршуваат своите работни задачи, а не казнувани како досега. Почитувани вработени во државните институции, Никола Груевски, заедно со Антонио Милошовски и Сашо Мијалков, има 10 години да го подобрат вашиот живот. Но единствено што подобрија е нивниот личен живот и животот на фамилијата. Она пошто вие ќе запаметете оваа власт, се заканите и уцените притисоците врз администрацијата за вие да бидете нивни сигурни гласачи и кворум на митинзи. Сигурно ќе ги паметете и заплашувањата дека по промена на власта ќе има и отпуштање од работа. Почитувани, бидете спокојни. По промената на власта нема да има отпуштања во администрацијата. Кој ви го говори спротивното, тоа го прави од политички, лични или други причини. Ве уверувам дека завршува времето на реваншизам и делење на народот по партиска припадност. Работното место не сме да зависи од вашата политичка припадност или дали сте оделе на митинг или не. Институциите ќе работат исклучиво во служба на граѓаните. За секој ќе има можност за работа, никој нема да се чувствува непотребен, вработен само на хартија, а да има празно столче. Градиме држава во која што сечи труд ќе биде вреднуван. Ние имаме план како да го направиме тоа. Ќе воведеме работно време во 2 смени до 20 часот, што вам, почитувани сограѓани, ќе ви овозможи вашите активности, административни активности, да можете да ги извршите и надвор од вашето работно време, а не за одредена административна обврска да земете слободен ден. Каде што има превработеност, ќе ги насочиме вработените според нивната стручност кон јавните сервиси, каде што недостига работен кадар, за добро на сите сограѓани. Ќе воведеме кариерен модел за напредување на вработените во администрацијата, а казните од оценувањето целосно ќе ги укинеме. Паралелно со создавањето на ефикасна администрација, ќе создаваме и услови за развој на домашните фирми, што ќе овозможи и нови вработувања. Новите работни места ќе бидат стимулирани и со нови 140 милиони евра, кои заедно со останатите мерки од нашиот план за живот ќе придонесат просечната плата во нашата држава, просечната плата и на администрацијата да биде 30.000 денари. Почитувани вработени во јавниот сектор, изборот е јасен. Дали сакаме уште нови 4 години со закани притисоци и уништување на нашата држава, или сакаме нови промени? Ве повикувам заедно на 11 декември да гласаме за промени и да го заокружиме бројот 4, бројот на слободата и бројот на животот во нашата држава. Ви благодарам. Ако има прашање, повелете.